пријатели, добре дојдовте у 45-та епизода. Јас сум Јосиф, ова е The Better Nutrition Show. Дечки, јас сум возбуден пошто утре тргаме за Прага, имаме еден огромен настан и пошто знам дека од самиот настан и враќањето од него ќе биде многу добро и за вас, од причина што практично на сите тие настани кои што компанијата не праќа да ги следиме и ние се едуцираме, се инспирираме, секогаш се враќаме со нови информации. Она што ми е многу драго е што дел од информациите кои што ќе ги добиваме овој викенд и сите тие едукации, новини, технологии и развој на компанијата и се она што е последен крик можеби во делот на Healthy Active Lifestyle, практично ќе го добиваме од врвни доктори, меѓу нив има еден Нобеловец, кој што е дел од компанијата, еден од докторите секогаш избиран меѓу 100 најдобри доктори во Америка и практично председател на катедрата за човечка исхрана и нутриционизам на UCLA универзитетот. И тоа се огромни имиња и стварно сум возбуден и за сето тоа што ќе го добиеме таму и целата емоција и енергија, али ќе пренесуваме дали можеби и во живо таму или дали од кога ќе се вратиме ќе направиме едно резиме и ќе ги споделиме сите можни импресии. Она што денеска сакам да зборуваме е една многу добра тема и нешто што многу од луѓето го доживуваат и ако не вие, сигурен сум дека познавате некој во ваша околина кој што го доживува, а тоа е моментот и вода пијам ми се фаќа. И практично утрово имав прилика да се видам со еден клиент кој што почна на начин на исхрана од неодамна и разговаравме и сватив дека, знаете, многу од луѓето сакајќи можеби еве во делот на средување на своето тело, по-конкретно намалување на килограми и масти, секогаш колку и ние да кажуваме дека е многу важно телото да се снабдува со доволно храна, со доволно вода, дека е потребно да се јаде често и доволно и да не се крати на оброци, сепак се уште логиката и таа психологија на луѓето дека колку помалце ќе изедам, толку повеќе ќе ослабам, е присутна и се до тоа ме поттикна да ви го расчистам тој мит. И она што значи вода пијам ми се фаќа и до некаде, тоест до секаде е возможно, од причина што многу од луѓето кои што немаат правилна исхрана, во принцип имаат еден оброк во денот, имаат два оброци во денот, или гладуваат, или практикуваат диети, се подложни да нивниот метаболизам станува се поуплашен и уплашен, а тоа значи дека нивниот метаболизам и нивното тело секогаш ќе се труди да заштеди повеќе масти и да тргне во резерви на енергија затоа што е уплашено дека ќе нема доволно храна. И доколку вие пиете исклучиво вода и можеби вашиот начин на исхрана или диета вели дека треба да имате воден ден, дека треба не знам каков ден да имате, во тој случај телото секогаш ќе има тенденција да складира се повеќе масти. Метаболизмот никогаш нема да се убрза доколку го гладувате вашето тело. Метаболизмот ќе се убрза и мастите ќе почнат да се трошат исклучиво во услови кои што телото едноставно нема да има потреба да трга резерви во енергија и да штеди. Затоа фаќањето на вода е сосема возможно. Иако знам дека понекогаш сте љубоморни можеби на луѓе кои што јадат се и се што ништо не им се фаќа, но не се сакирајте. Тоа се исклучоци, тоа се луѓе чија генетика има јака страна на делот на изглед, складирање масти и качување на вишок на килограми, но тоа не трае доживотно и бидете среќни што можеби вашето тело и вашата генетика е створена да првата карика која што пука се килограмите. Вода пијам ми се фаќа, пак речеме возможно, но затоа за да не ви се фаќа водата, давајте му на телото што повеќе оброци, што повеќе вода и сето тоа ќе стане минато. Ако ви треба помош, се разбира, сме тука. Јас брзам и завршувам за денеска. Фала ви што не следите и се гледаме во 46-та епизода. Можеби тоа ќе биде некое јавување од Прага. Се гледаме, дечки, убав ден. Чао, чао.